Почитувам председателя на Собранието, почитувам заменик министер, почитувани колеги, пратеници, се придружувам кон задоволството што денес имаме за само 2 недели од кога го изгласавме овде во ова собрание овој закон за високо образование. Сега се враќаме чекор назад, но ја не го мислам чекор назад, туку чекор напред. Одложуваме имплементација на многу важни членови од овој закон, кои инаку, ако влезевме во нивна имплементација, не знам кај ќе ни беше крајот. Значи, зашто велам делумно задоволство? Бидејќи очекував дека барем членот што се однесува на државниот испит ќе биде избришан. Тој нема да биде одложен за 1 година како што е сега направено, туку ќе биде избришан, бидејќи беше најспорен, бидејќи студентите немаат доверба дека за 1 година нема да дојдат пак во ова иста ситуација кога треба да се чудат што ќе прават. Затоа што тој, веќе неколку дискусии имавме на таа тема, е навистина противуставен, против автономијата на универзитетите, е безполезен, дури и штетен за целокупното студирање и девалвирање фактички на квалитетот на високото образование. Денес имавме комисија за образование и го добив извештајот во кој што се вели: пратеникот Солза Грчева ги поддржа измените на предложениот закон во кој се дава дополнителен период на високообразовните институции и така натаму, со цел да се дадат конструктивни предлози за евентуално нов закон или подобар квалитет на одредбите на постојниот закон. Кој мене се дрзна после 6 дискусии од оваа говорници и од други говорници на комисија да ми става во уста зборови неизречени. Јас кога денес ги поддржав одложувањето на членовите од овој закон, недвосмислено кажав дека ги поддржувам единствено со идеја, како што рече заменик министерот, да се направи нов закон од нови работни групи компетентни да прават закон за високо образование. Зборот евентуално никогаш не би го употребила. Јас 2 пати од оваа говорница искажав за тој закон што ги имавме, што го изгласавте, дека треба да доживее ритуално палење на плоштад и ништо повеќе од тоа. Значи, мои зборови не се евентуално нов закон и никако евентуално штибање на одредбите на постојниот закон. Значи, подобрување. Значи, тоа не. Ако дадов поддршка, дадов само поради надежта и желбата да се прави нов закон кој што навистина ќе донесе до квалитет. Денес листата таа комисија неколку пати беше кажано дека законот е жива материја. Како што и животот конечно, и образованието е жива материја. Но, почитувани колеги, дали е толку жива материја да пред 2 недели овде не убедувате дека гласате закон кој што оди во прилог на квалитетот на нашето образование, а денес вака брзо ги одложувате одредбите од оваа говорница, од надвор, од професорскиот пленум, од студентскиот пленум, од целата академска заедница добивавте опомени да не го гласате тој закон. Не, вам ви беше премногу жива материјата. Па жива веројатно беше материјата толку што председателот Иванов истиот ден кога ги подпиша овие група на закони, изјави дека треба да се прави нов закон. Навистина многу жива материја, најжива во цел свет. Не се, тука сме каде што сме. Ги повторувам зборовите на студентите француски и нивното мото, кој што ја променија демократскиот амбиент и социјална карта на Европа. Да бидеме реални, да го бараме невозможното. Студентите и сите ние кои што бевме против овој предлог закон кој што го изгласавте, го баравме невозможното, но за наша среќа испадна делумно возможно. Затоа велам делумно, бидејќи се уште не сме ја виделе разрешницата, јас на убави зборови се научив да не верувам. Кога ќе видам нов закон, еден убав текст, еден европски текст, еден текст во кој што на вистина и со построги критериуми се разбира
и за напредување, и за услови на студирање, различни начини на финансирање, и тоа е голем недостаток во нашето образование. Дури тогаш ќе кажам, ќе изразам задоволство и ќе речам во една инклузивна постапка заедно со академската заедница имаме закон кој што гарантира покрај сите други работи кои што треба да се направат, ќе гарантира дека ние зачекоруваме во квалитетно образование. Се разбира дека во ова инклузивност секако не би сакала да ги видам утре како дел од работните групи оние кои што направија контрапленуми, кои што покажаа само слепа послушност и обожавање на све што стига од Министерството и од владата, бидејќи тие не заслужуваат да бидат во работните групи. Нека си останат конзистентни со својот став дека одредбите на законот што го изгласавме се одлични. Тие тоа не убедува без ниеден аргумент, но не убедува. Тие луѓе не смеат да бидат никако дел од работните групи. Значи, работните групи треба да се сериозни групи. Многу сериозни групи кои што знаат што е образование и да заборава што значи слепо обожавање на предлагачот на ваквите закони. Значи, покажувам, ги поддржувам денес овој предлог на закон за изменување на законот за високо образование, но исклучиво со надеж дека ќе не одведе до комплетно нов закон за високо образование и жалам што не се најде сила да државниот испит уште во овој чекор биде елиминиран. Заради тоа студентскиот пленум ги продолжува денес протестите. Конечно, тоа е убава работа. Светот го движат младите, нивните идеи, нивните дебати, кои што беа за секоја пофалба овие месеци ги слушавме и навистина како професори сме горди на студентите кои што сме ги образувале да водат такви зрели дебати. Значи, условно го поздравувам ова и го сметам како успех на сите, на професорскиот пленум, на студентскиот пленум и наш овде вклучително на неколку пратенички кои што се бореа оној закон да отиде адакт. Еве го доживеавме тоа. Ке се создаде простор за изработка на нов закон. Би сакала да бидам овој пат навистина оптимист. Ви благодарам. Почитувана колешка, да ве подсетам дека сега не го носиме оној закон што го изгласавме, ба да ни го браните државниот испит. Значи, тоа помина. Сега веќе одиме чекор понатаму. Констатирано е дека не чини тој закон. Затоа се одложуваат членовите и тоа е добро. Не постои безгрешна влада, не постои безгрешен концепт. Доблесно е што порано да ги согледаш недостатъците, да ги уважиш мислењата на заедницата која што ви укажала и да отидеш чекор назад и да речеш чекај, ова сега ќе го одложиме, ќе си дадеме време. Изгледа само вие, како председател на оваа комисија наша за образование, не разбиравте дека владата фактички го отлага државниот испит, вие не го браните овде. Заради тој државен испит, сега на платото на Кајуким имате не знам колку илјади студенти. Очекуваат дека ќе биде избришан, тргнат. Не враќате во законот што го вративте, го изгласавте вие. Кои беа тие ваши дискусии на претходните комисии? Ги имаме стенограмите, ги имаме записниците. Секој член го браневте здушно. Сега, денес, исто така здушно, ни држите лекции од образование, а денес се работи за одложување на законските одредби. Како можете и тогаш здушно браневте и сега? Барем имајте доблест да момчите денес и да речете да, сгрешивме што не ги уваживме вашите аргументи и јако доаѓаат од изворот на злото наречено опозиција. Барем тоа можете да имате доблест да речете дадовте стотици аргументи, не ги уваживме. Се држевме за стап од се оно што го дава владата. И сега друго ништо не правите освен слепа послушност што покажуваат. Кому овие предавања ги држите? Кому? На студентите им било местото во амфитеатрите? Не. Местото им е секаде каде што ќе одлучат дека им е местото. Не ги ставајте вие во амфитеатри, ако они сметаат дека треба да протестираат. Кој е вие тоа право да ги сместувате во амфитеатри? Да ве слушаат вас со предавање, па после друг да ги испитува со државен испит. Не верувајќи на вашите оценки и проценки, ете тоа е државниот испит. Немојте, председател, заради вас точно,
што ги одбивте на првата комисија, не дозволивте инклузивност, ги одбивте представниците на студентскиот и на професорскиот пленум. Немаше да дојде владата до ова да рече сега да го враќа законот, односно одредбите. Ако дозволевте инклузивност, ние ќе пречистевме и тогаш еден нормален текст. Вие не дозволивте ваква работа и вие си дозволувате сега предавање од образование да не држите овде. Било убаво да преповторува. Па не е убаво, па тоа е најспорното нешто што владата сега го повлекува. Фактички го одлага примената за да створи еден нормален простор за изработка на нов закон. Вие најмалку сте повикани денес. Благодарам, господи Грчева, за... Почитувани, добро да не го слушав ово објаснување на колегата Чибишев. Денеска со полно срце крена врака го поддржав овој закон, но денес тој не убедува дека не е целта да се створи време да се направи нов закон, туку ова сега само се одлага, оваа агонија на неодредено време и не знаеме зошто се одлага. Конечно. Па се одлага за да се направи нов закон, се разбира, тоа е на владата јасно. Ако вам не ви е јасно, тогаш имаме некој сериозен проблем. Оно што мене ми е проблем овде, прво, како и за претходниот закон, изразувам задоволство што се одложуваат имплементацијата на членовите и од законот, кој што е нераскинливо врзан, пазете, со законот за високо образование. Ја не знам, впрочем, и зошто е одвоен. Педагошките факултети или за наставници факултетите навистина се чувствуваат лошо кога се одвојуваат од законот за високо образование. Тие се дел од тој закон. Може да бидат тангирани за одредени проблеми со одредби во тој закон, но зошто во друг посебен? Не се како и да е, и овој закон предвидува, денес што го гласаме, одложување на спорните одредби и тоа е добро. Оно што не е добро е следното. Денес ние овде ги гласаме овие одложувања поради една причина. Огромното незадоволство кое што се крена кај академската заедница, што резултираше на крај со разговори со самиот премиер и со министерот и заменикот за образование. Таму беа договорени одложување на овие закон. Но не беше договорено само ова. Јас верувам дека и после ќе продолжат реакциите на професорскиот пленум и на студентскиот, бидејќи беше договорено одложување на целиот пакет закони за образование. Поготово за високо образование, а тука ви влегува, пазете, и Академијата за наставници, која што пак од друга страна е органски поврзана со овој закон за наставничките факултети. Ако вие само одложите одредби кои што се недвосмислено спорни, кои што не мислам да ги образлагам по 6-ти пат овде, тие се пред се неприменливи, физички неприменливи се таму. До толку е тој абсурден што физички не можат да бидат применети. Бројот на часови не може да биде исполнен. Значи, ако ова го одложувате, не може како нераскинлив дел и Академијата на наставници да не се редефинира. Значи, и таа мораше да доживее одложување на одреден период, па да се усогласи тој закон со овој. Затоа сметам дека и покрај тоа што ние денес евидентно ќе изгласаме, бидејќи е во ред да се одложат овие закони, сепак мислам дека незадоволството ќе виси во воздух, бидејќи ќе има некомплетни решенија. Замислете да почнат да се применуваат одредбите од Академијата, а овде се одложуваат членовите од законот за педагошките, односно наставничките факултети. Но сепак ќе кажам, знаејќи со какви микрочекори се напредува во овој наш демократски амбиент, изразувам сепак одредено задоволство што и од овој закон одредбите ќе бидат нивната имплементација одложена, се во функција да се изработи еден сеопфатен закон за високо образование, во кој што нема да има никаква причина парцијално да се решава проблемот на наставничките факултети, бидејќи тие се дел од високото образование. Нивните специфики ќе си влезат во одредени членови од истиот тој интегрален текст на законот. И затоа ги поддржувам, бидејќи е цврсто ветување до академската заедница, дадено лично од премиерот, лично од министерот за образование, дека ќе следува нов закон.
Тој нов закон беше и во зборовите на председателот Георги Иванов. И зошто сега тие работи ги да речам пренебрегнувате и овде велите дека станува збор за еве сега ќе причекаме да видиме дебата ќе има. Па се разбира дека мора да има дебат. Мора да има инклузивен диалог. Видовме што значи не инклузивен диалог до какво нешто донесе. 2 месеца овдека се жестевме и се препукувавме и се расправавме дали е добар или не е добар законот. На крај потврдата ни стигнал самата влада за законот, односно за групата закони. И повторувам, беше договарано пакетот закони. Не еден или два закони, бидејќи се тие интегрирани еден со друг. Ви благодарам. Благодарам. Жалам, колега Чибишев, ја како опозиција изгледа сум поинформирана од вас како позиција. Јас знам точно зашто се одложуваат одредбите, вие пливате тука за да донесеме пак исти. Не викате што му фали на законот. Па се му фали. Па видовте кои членови се одлагат? Сите. Видовте дека не селективно и во едниот и во другиот закон сите одредби се одлагат. Не се одлагат само оние преодни завршни одредби некак. Све се одлага, све. Значи, јас сум поинформирана што се случувало кај премиерот од вас. Жалам. Вие треба повеќе од мене да знаете. Значи, вие немате очекување дека нешто подобро од ова цела вселена не може да изработи. Па може да изработи. Само треба да работат луѓе што знаат, не луѓе што мислат дека знаат. Не може ова, знаете, ова е комплексна проблематика. Треба да ја прават одлични студенти како прво, одлични професори, со јаки портфолија, ова нема играње со оваа работа. Не сте разбрале за жал. Не сте разбрале за што станува збор.